Благодарам, потпредседателке. Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за основно образование е поднесен од група пратеници, чија цел е унапредување на образовниот систем преку решавање на неколку клучни и реални предизвици во практиката. Овој предлог закон се фокусира на три суштински точки. Прво, поголема контрола и рационализација при формирање на паралелките. Со измена на член 53 за формирање паралелка со помалку од 20 ученици, наместо досегашното необврзувачко позитивно мислење, сега ќе се бара добиена позитивна согласност од Министерството за образование и наука. Ова ќе обезбеди појасна надлежност и порационално менаџирање со училишната мрежа согласно демографските услови. Второ, и исклучително важно, сериозно ги зајакнуваме механизмите за превенција и спречување на насилствата во училиштата. Праксата покажа дека честопати недостига соработка меѓу училиштата и родителите кога ученикот е сторител на насилство врз својот врсник. Со овие измени јасно ја утврдуваме законската обврска на родителот или старателот да соработува со училиштето и надлежните институции. Дополнително се воведува обврска за училиштето во рок од 3 дена да го извести Државниот просветен инспекторат за изречената педагошка мерка, а за несоработка и непочитување на обврските се предвидени соодветни прекршочни одговорности за родителот, но и за директорите кои постапуваат спротивно на законот. Целта е зајакнување на улогата на семејството како клучен воспитан фактор за намалување на насилството. Трето, одиме во насока на фискална децентрализација и оптимизација на ресурсите на локално ниво. Со измената на член 158 им овозможуваме на општините да ја дополнуваат блок дотацијата за образование со средства од сопствени извори и заплатите на вработените во училиштата, што досега не беше пракса. Со оваа флексибилност, локалната самоуправа добива законска можност за поквалитетно планирање на вработувањата и долгорочна оптимизација на училишната мрежа во согласно со законските стандарди. Овие решенија целосно се усогласени со стратешките документи на државата и со реформската агенда на Западен Балкан. Она што е важно за буџетот е дека овој предлог закон не предизвикува дополнителни фискални импликации. Ви благодарам.